А Стибо немаше сили за апсолутниот фаворит Чаир, кој пред својата публика лесно стигна до нова висока победа, славејќи со 41-22 во мечот од 12-тото коло на женската ракометна Суперлига. Само во првите 10 минути имаше резултатски израмнетост, потоа Чаир влезе во неверојатна серија и од 11-7 стигна до 21-7 на полувреме. Во втори дел започна се полни мрежата на Стибо, кој немаше одговор за перфектниот напад на Чаир, а на крај конечниот исход беше висок и убедлива победа од 41-22. Штипјанката Габриел Величковска, која настапува за Чаир, постигна 9 гола во мрежата на Стибо, а пака и штипскиот тим двете засилувањата Ангола, Жанет Вероника Хомба и Мауде Кембелембе Бартоломео постигнаа по 7 гола. Спартак останал закован на дното без ниту еден триумф, откако загуби на гостувањето кај Куманово со резултат од 39-31. Домашниот тим кој беше фаворит на овој меч ја оправда фаворитската улога со сигурна победа. Вардар со победа се врати од Битола, каде со 21-30 го доби тимот на Пелистер, а пак шампионот Ѓорче Петров го доби дербито на колото со Металург Автокоманда, славејќи со 31-27 надпревар полн со предизвици и пресврти. Емилија Ризовска беше најдобар стрелец за ловиците, а пак Сузана Зечевик најдобра кај тимот од Автокоманда. На врвот голема неизвестност со по 21 бод Ѓорче Петров и Металург Автокоманда го делат првото место, а пак Чаир е трет со 20 бодови. Тимот на Вардар е четврти на својот конто, има 14 бодови, па следува Куманова како пети со 9 бодови. Екипата на Стибо Штип е шесто со 7 бодови, а на дното се Пелистер со 2 бодови како предпоследен и Спартак како последен со 2 бодови, единствен тим кој нема триумф во Суперлигата.